Здраво, лалови! Дали сте спремни да ги чуваме пораките кои ни ги спреќа Таротот АС за остатокот од оваа година? Да, ова се полугодишни видеа. Овде ќе ги спомнеме сите месеци што стануваат со ред. Почнуваме од јули, ќе завршиме со декември. За секој месец по нешто кратко. Да, кратко, но она најважното. Сакаме да го знаеме што е она најважното што ќе биде значајно за тој месец и ќе остави впечаток, ќе направи некаков импакт во вашиот живот и во месецот и подоцна. Значи, ќе биде тоа пораки за многу од вас. Вие сте тука да се ги интерпретирате онака како што тие соодветствуваат во вашиот случај, во вашиот живот. Не значи дека јас некогаш можеби толкова ќе поракава ќе кажам во кариерата, во љубовта или со партнерот, а тоа вас ви нема смисла. Може би пораката не е за вас, но може би тука се крие нешто што има улога во некое друго поле од вашиот живот. Има примена некаде во друго поле од вашиот живот. Затоа, јас ви посакувам да се ги препознаете вашите пораки најпрво и да ве водат. Ајде сега да ние должиме да видиме што одиме со ред, што носи јули. Јули месец е месец каде вие не се чувствувате задоволни од нешто. Ова нешто, јас мислам дека е нешто во вас. Нешто во вашиот карактер, нешто во вашиот живот, нешто во вашиот изглед, нешто во вас и на вас и лично со вас. Вие не сте задоволни. Вие имате чувство дека не сте успешни. Не сте успешни, туку не сте целосно успешни, не сте оноко како што вие сакате. Мислите дека не сите работи ги завршивте. Може би нешто правевте, нешто работевте на нешто и сега, кога дојдоа резултативе, вие мислите дека не е тоа комплетно. Еден дел од вас ќе направат нешто, ќе преземат нешто, или пак ако ситуација оставаат ситуацијата настрана, готово, крај, завршило, преминувате на нова некоја работа, настан, личност, хоби, што и да е, преминувате веднаш, се префрлате на нешто ново и го оставате ова старово што не ви донесе толков успех колку што очекувавте. А друг дел од вас пак ќе си останете да се чекате самите работите да се случат, самите да дојдат, се чекате, но како и да и за едните и за другите, ќе бидете на крајот од ова задоволни, ќе си најдете повторно задоволство, тие што чекате ќе дочекате тоа што треба да дојде, тие што преминувате на ново нешто, исто така и тоа ќе ви исполни, значи како и да е убаво ќе биде. Исходот. Одиме со август. Месец август. Овде има некоја личност во знакот на Вага или Близнаци. Некој близнак или некоја Вага вас постојано ви дава замерки. Меѓутоа овој пат во август месец ќе биде малку и пооштар, малку посуров, ќе биде ладнокрвен, ќе биде ладен и во многу наврати ќе ве повреди, ќе ви дава забелешки во врска со вашиот начин на кој нештата ги правите. Ќе ви каже колку сте незрели, колку сте несовесни. Во тој смисол, значи груби се ова зборови, ладни се овие зборови, безчувствителни. Може би личноста е таква, може би пак вие ќе ги усвоите карактеристиките на оваа личност и станувате такви кон некого. Значи, ако сте вие, внимавајте, ова не се добри зборови. Ако е некој, тогаш ова не е дозволиво, нели? Како може да биде дозволиво некој постојано да не навредува врз основа на нашиот изглед, на нашето однесување? Да, добро е ако е во вид на совет.
Меѓутоа, треба да се внимава на зборовите. Ако го забележите ова кај некого, тоаш не се чувствувате немојкни, зашто вие сте си мојкни, можете да ги справите работите, можете да седете поразговарате и да му кажете да си го смени начинот. Затоа што тоа е неприфатлив, никој од нас не е да дојде на светот да биде навредуван врз основа на нешто од некој друг. А ако доаѓа како совет, тоа е супер, одлично. Послушајте ги советите ако чувствувате дека навистина во право и ќе биде добро. Еден дел од вас ќе се грижите во август месец, ќе се грижите околу тоа, некако веќе се чувствувате немоќни во поглед на некоја работа, знаете, нешто како ќе се чувствувате дека предолго трае, нешто ќе се чувствувате дека немате пристап до нешто, до финанси, до некоја работа, до некои информации, до некоја идеја, не стига или на време, или предолго време му треба за да стигне, или пак некако во моментов, значи зборуваме само за краток момент, не е тоа нешто што ќе трае за секогаш, едноставно чувствувате дека немате во моментот пристап. Да, вие знаете дека се тука, дека постојат финансиите, информациите, идеите, што и да е. Знаете дека се тука, меѓутоа во моментов некаква блокада чувствувате, некако мислите дека немате пристап. Тоа е само привремено, ништо трајно. Не грижете се. Одиме со септември. Септември месец е месец, ова сте вие овде, вие се појавувате во вашата природна светлина. Вие конечно ќе му покажете и на светот, и на останатите, и на блиските, зависи колку е нешто во големо што сака да го покажете, ќе му покажете кој сте, колку можете и што можете. Вие, после толку проблеми, толку страдање, буквално страдање, беше дури ментално и психички, и физички, и секакво, вие ќе покажете сега на сите кои сте и што сте. Вие со себе си сте постигнале таков еден баланс. Значи ова не може со ништо повеќе да се наруши. Овој баланс повеќе со ништо нема да се наруши и нити некој може ова да го наруши. Вие навистина сте на тронот седнати и ќе му покажете на секого и на светот и на се кој сте и што сте успеале сега. Ќе донесете некоја пресуда во врска со нешто или некој во вашиот живот, таа пресуда повторно ќе ве однесе во една совршена состојба и ситуација. Значи септември месец беше, можно е некакви патувања, можно е оземје каде што има вода, мориња, езера, океани, можни се и такви патувања. Значи, што и да е, ова е нешто каде што вие ќе се чувствувате свој на своето, комплетно сигурни, успешни, среќни, задоволни. Одиме со октомври. Октомври месец повторно се јавува оваа личност, ладнава личност, или пак вие ќе бидете тие, значи, зависи за секој различно, или вие ќе се чувствувате изфрлени од нечи живот, или вие ќе изфрлите некого. Може да е Шкорпија. Ако вие изфрлате, ќе биде Шкорпија. Ако некој вас ви изфрла, што ви изфрла е Вага или Близнак. Ако е некој, кажав, од страна, повторно се јавува неговата енергија овде, повторно застанува над се сака да биде над вас, сака да биде помоќен од вас, сака да се чувствувате неубаво, може да е и во работата, во кариерата, со колегите, со соработниците, едноставно не ви сакаа добро тука. Ако го почувствувате ова и ви се случува во животов, ќе ставите крај. Да, јас верувам дека сега ќе најдете моќта, способноста и да, може би претходно кога го споменавме ова, вие не можете да најдете начин како да прекинете да се случува ова и овој човек вака, оваа личност и оваа ситуација вака да ве измачува. Меѓутоа сега во октомври
Сега ќе најдете начин. Сега ќе ставите крај на ова. Сега вие сте моќни. Значи, ако е Шкорпија, јас во врската или нешто ви треба совет за нешто, за партнер, да знаете дека тука нема ништо добро. Едноставно нема добро. Нема емоции, нема ништо. Одиме со ноември. Ноември месец ќе биде месец каде што вестите кои доаѓаат нема да ве радуваат многу, вестите од страна нема да ве радуваат. Ќе чувствувате потреба да се одморите, некако луѓето ќе ве заморуваат, ситуациите настаните ќе ви бидат пренапорни, претешки. Вие ја имате силата, да, знаете вие да се соочите и да издржите се, меѓутоа ќе чувствувате во ноември муките на некој човек, на некоја личност, или пак сте влезени во некоја организација, во некоја институција, во некоја средина каде што брањата се преголеми, да се работи е многу напорно овде во оваа средина со овие луѓе. Да, добивате оно што сакате, финансиски е окей, меѓутоа тоа ќе ве мачи дали да се остане овде, кога некако станало многу напорно и физички и ментално напорно станало. Ќе размислувате околу тоа дали да ставите крај на нештото. Во декември, крајот на годината ќе завршите со успеси. Ве очекува некој голем успех вас во врска со некоја работа каде што досега чувствувавте дека сте како на некој курс, како на некои обуки, како нешто учевте досега, постојано учевте, сега во декември, месец декември е месец каде што вие ќе се здобиете со дипломи, со звање, со знаење, со успех, со нови договори, значи преубави нешта ве очекуваат во декември. Годината ќе завршите со голем успех и тоа е прекрасно. Драги мои лавави, се надавам уживавте, се најдовте, има нешто овде што ќе ве води и до следното видео. Чао, чао!